Господине Таравари, кажете ни на кои места ќе бидат изградени новите катни гаражи и колку нови паркинг места се очекува да бидат обезбедени? Па предвидени се две катни гаражи, едната кај што беше стара гинекологија, кај што има нови 350 нови паркинг места. Практично ќе биде приземје и 2 спрата катна гаража, и второто е кај што е големиот паркинг, односно кај што е хиподромот. Тука се планирани околу 500 места, исто и тука е приземје и уште 2 спрата практично за паркирање на возила. Така да вкупно се планирани да им бидат 2 објекти изградени. Уште еднаш повторувам, една кај што беше стара гинекологија, друго кај што е хиподромот, големиот паркинг. И во гинекологија 350 и плюс 500, тоа се 850 нови паркинг места. Во која фаза е сега процесот? Колку фирми се пријавија на јавната набавка и дали може да ни кажете кои се фирмите? Јас побарав утрово да ми подготват материјали од кабинетот. Гледам дека конкурирала само една фирма, се уште е во фаза на евалуација на сите материјали, дали ги исполнува условите. Практично се работи по една физибилитет студија која што е направена пред 2 години, по која што е планирано да биде јавно-приватно партнерство меѓу Министерството и инвеститорот, по принципот, по моделот проектирање, финансирање, изградба, трансфер, стопанисување. Јас се надевам дека екипата која што е во проектна единица, која што е одговорна за целата процедура, се надевам дека за неколку дена ќе не информира дали единствената компанија која што конкурирала ги исполнува сите услови. Иако е предвидено со физибилитетот некаде 20 години да трае практично јавното приватно партнерство, меѓутоа имаме одлука на влада, со која што одлука го даваме на користење на партнерот, на приватниот партнер, толку колку што ќе остане тука клиничкиот центар, нели? Во Македонија се планира одамна да имаме нов клинички центар. Хипотетично, ако 2026 година почне да се изгради, или 27 година или 28 година нов клинички центар, практично ќе се дислоцира комплетно од тука и партнерот може да го користи паркингот додека е тука клиничкиот центар. 5 години, 6 години, 7, 8, 9, не знам колку ќе трае. Затоа најверојатно и немало многу интерес за да се пријавуваат повеќе компании. А дали може во оваа фаза се знае која е таа компанија? Јас искрено не ја знам, меѓутоа за неколку дена секако ќе излеземе, ќе кажеме, не го знам името на компанијата, меѓутоа не е ништо тајно која е компанијата, можеме веднаш за 2-3 дена или уште утре да ве известиме точно која е компанијата. Не сум ги прашал по име која е таа компанија. Од вашиот кабинет пред интервјуто не информираа дека во оваа фаза не може да се соопшти името на компанијата затоа што таков бил процесот. Не знам точно, јас само знам дека побарав да ме брифираат, да ми дадат што има информации, бидејќи знаев дека за новите паркинзи во клинички центар, затоа им барав брифинг и гледам тука дека не е спомната компанијата, па затоа не би сакал да кажам без да знам точна информација. Не, дали сметате дека е малку нетранспарентно во оваа фаза јавноста да не знае која е фирмата, особено што е само една фирма пријавена? За мене нема никаков проблем, доколку може, дури денеска можеме подоцна, ако овозможува процесот за да се каже која е таа компанија, нема никаков проблем. Воопшто не ни пречи тоа. Го давате паркингот на клинички под концесија на 20 години, за возврат концесионерот треба да изгради 2 катни гаражи и да плаќа надомест на државата од само 1% од остварените годишни приходи. Дали е логично државата, например, да добие десетина илјади евра годишно, што одговара, например, на 1.000.000 евра приходи годишни на идниот концесионер? Видете, физибилитетот не сме го изработиле ние. Постои студија која што е изработена од професионалци, која што предвидува така. Значи не е дека ние сме го креирали и така го правиме, така ни одговара. Досега Министерството ништо не добивало. Ја колку што гледам овде во тоа што е напишано, околу инвестицијата треба да кошта околу 10 милиони евра и концесионерот, иако е предвидено со физибилитетот да се користи 20 години, меѓутоа нема никакви гаранции дека паркинзите на клинички ќе се користат 20 години. Може да се користат и
7 или 8 или 9 години или не знам колку, бидејќи имаме одлука на влада, може да се даде на користење само додека е клиничкиот центар тука. Но еве една поедноставена пресметка. Ако ова го сведеме на 1 час паркирање, сега ми кажавте дека е 25 денари. Моментално е 25 или 30 денари, не сум сигурен. Јас мислам дека е 30. Ако го сведеме на 1 час паркирање, кој што сега чини 30 денари, тогаш државата би добивала 0,3 денари по 1 час паркирање од идниот концесионер. Дали сметате дека со ова некому давате златна кокошка за да може да заработува од неа? Не мислам така, доколку можевме ние требаше да се изгради гаража тука, катна гаража. Ја не знам зошто и не е изградено до сега. Знаете, пациентите е една од поголемите жалби на пациентите кога доаѓаат на доктор, бидејќи ја работам и како доктор, веќе 18 години сум тука. Тоа е епопеја изнаоѓање на паркинг место кога ќе дојдете за преглед на пациентите. Јас кога бев редовно вработен тука, знам дека доаѓав половина час или 1 час порано да си пијам кафе, да прочитам кои пациенти ми се тие што треба да ги прегледувам. Само за паркинг местото доаѓав порано. Така да се согласувам со вас да имавме ние можност да инвестираме сами како Министерство за здравство, се согласувам дека подобро би било Министерството тоа да го работи, отколку да се даде на некој да профитира од тоа. Меѓутоа, бидејќи е направена физибилитет студија, јас мислам дека и ова е едно решение, отколку да нема никакво решение. Ако го оставиме вака, да продолжи, ја мислам дека ќе има огромно незадоволство од луѓето кои што секојдневно доаѓаат, а не се малку. Според бројките, околу 2 до 3.000 возила дневно доаѓаат во клинички центар. Тука не ги бројуваме бројот на вработените кои што се вкупно во клинички центар, околу 3.400 вработени. Но според физибилити студијата на која се повикувате, идниот концесионер, доколку оди ова сценарио со 2 катни гаражи, ќе има добивка од 18,5 до 20,5 милиони евра. Зошто? Тоа е за 20 години. Така, за 20 години. Не знаеме колку ќе трае, како што рековте, клинички центар да биде на оваа локација. Зошто овие пари да не ги заработи државата? Кажете ми модел како би го заработиле тоа, доколку немате буџет за тоа. Да имавме буџет, ја се согласувам дека најдобро би било сами да изградиме. Меѓутоа, често не се случува да земаме кредити за изградба на болници, за изградба на здравствени објекти, училишта, патишта, за жал. Најдобро би било за ништо да не земаме кредити, се да изградиме сами. Јас се согласувам дека најдоброто решение би било сами да можеме да го изградиме. Меѓутоа, хендикеп во овој случај и за партнерот, било кој да е тоа што и он не знае точно колку би траело користењето на паркингот. И ја мислам затоа и интересот за пријавување во тендерот е многу мал, како приватен партнер, само една компанија е пријавена. Ја мислам дека баш тоа е таа непредвидливост, колку би можело да заработува и односно да функционира или да го искористува тој простор кај што би се изградиле паркинг места, исто така и хоризонтална и вертикална сигнализација, која што би изгледало на еден модерен паркинг простор. Изградбата на 2 катни гаражи се проектира на околу 10,5 милиони евра без ДДВ. Која направи таа проекција и врз база на што? Јас точно не знам која компанија е направила таа проекција, меѓутоа се надевам дека е компетентна компанија. Доколку има нешто што е спорно, ние можеме уште еднаш тоа да го разгледаме и да го видиме. Одлуката не е донесена, фала Богу, така да не сме дека инсистираме, меѓутоа знам дека сакаме што побрзо да има што повеќе паркинг места во клинички центар. Доколку во меѓувреме, еве, ја снимаме и емисијата, доколку има друга идеја, додека не е донесена конечната одлука, јас сум подготвен да зборувам и да биде државна инвестиција доколку можеме, за да евентуално, да не оди некој да доаѓа приватен партнер, туку сами да можеме тоа да го направиме. Овде ви велам, се зборува за проектирање, финансирање, изградба, трансфер и стопанисување со паркинг местата.
Кој ќе ја одреди цената за паркирање по За час? тоа колку што тука е напишано дека ќе има аукција. Почетната цена е 50 денари за еден час, 1000 денари за месечна претплата, меѓутоа ќе има аукција, најверојатно таа цена би требало да падне. А според она што ни го објаснија од вашиот кабинет пред снимањето на разговорот, има јасни рокови кога треба да се почне со инвестициите на терен и до кога треба да биде готова барем минимум првата катна гаража. Но не ни кажаа за рокови кога треба да биде завршена целата инвестиција на идниот концесионер. Па по ова што е планирано во физибилитетот, 6 месеци има за добивање на одобрение од партнерот, приватниот партнер. Потоа изградба треба да се заврши комплетната изградба и уредување на сите паркинг места за 2 години, максимум за 2 години. Така да јас се надевам дека тие ќе брзаат, бидејќи и за нив е подобро да инвестираат и да завршат што побрзо, за да ги вратат барем парите кои што ги инвестираат. Јас сум сигурен дека клинички центар во Македонија е неопходно да се направи. Една од капиталните инвестиции која што е можеби топ приоритет во државата. Јас се надевам дека нема да останеме повеќе од 7-8 години во истата во оваа просторија кај што е сега моментално клинички центар. Јас се надевам за 6-7-8 години максимум да има нов клинички центар некаде друго кај што ќе функционира така како што треба и тоа би било проект за следните 100 години за државата. Значи, идниот концесионер да не се надева на 20 години. Па, јас сум скептик, се е можно во наша држава, меѓутоа не верувам дека Македонија ќе остане без клинички центар повеќе од 7-8 години или 10 години, ете да речеме хипотетично. Меѓутоа не можам да предвидам сега, непредвидливо е ниту за партнерот, ниту за нас, да речам точно дека 2030 Македонија ќе има нов клинички центар. Ова не може никој да го каже. Уште две прашања да се навратиме на катните гаражи. Се вели нови паркинг места. Катните гаражи ќе имаат приземје и 2 нивоа. Дали во тие нови паркинг места всушност се сметаат и оние од приземјето кои што и сега ги имаме? Вкупно, значи, сега може би има 100 паркинг места, ако се направат уште 2, ќе има 300 паркинг места. Значи со приземјето? Со приземјето. Ако има 450, значи има 150 места, плюс ќе има 300 места, така да колку толку ја мислам дека повеќе од 30 до 40% ќе имам повеќе паркинг места и мислам дека тоа ќе олесни на сите кои што работат и доаѓаат секојдневно во клинички центар. Ама тогаш од вкупната бројка на нови паркинг места треба да го одземеме приземјето, зашто тоа веќе го имаме. Сега го, меѓутоа повторно доаѓаат околу 1400 вкупно треба да има, околу 450 паркинг места повеќе. Ја мислам дека тоа не е мала бројка. Во физибилити студијата што е направена уште во времето на Никола Тодоров кога беше министер за здравство и колку што ми е познато ревидирана е 2 пати досега, во еден дел се вели дека и да се реши паркинг просторот, сепак ќе остане метежот на влезовите. Дали ниот концесионер има обврска да направи некаков зафат и на влезовите и по сообраќајниците низ клинички? За тоа немам точни информации, ова што го прочитав не видов таму, меѓутоа секако дека да ќе има повторно метеж, значи дневно во клинички центар влегуваат 2200 до 3000 возила. Ние ќе имаме 1500 паркинг места, така да не можам да кажам со сигурност. Повеќето од овие возила се предпладне, после пладне и така и сега нема некоја гужва. Не можам да кажам дека веќе нема да има никакви гужви, меѓутоа повторно е санирање на оваа состојба која што е и олеснување и за вработените. Ќе има посебни места за вработените кои што се вработени со посебно паркинг место и за пациентите кои што доаѓаат секојдневно во клинички центар. Не велам дека проблемот го решаваме 100%, меѓутоа колку толку ќе биде олеснување за ние што работиме тука и тие кои што доаѓаат секојдневно за секакви испитувања и прегледи во клинички центар.
Да сумираме, ако се покаже дека некои од можните решенија, како што е јавно-приватно партнерство, како што е она што треба да го изгради новиот концесионер ако биде избран, се покаже како неповолно, како несоодветно. Вие како министер сте отворени за поинакви решенија? Апсолутно, секогаш сум отворен за сите можни најдобри решенија кои што може да се направат. Генерално се обидуваме да решаваме проблеми кои што би требало да бидат решени одамна. Јас ќе бев пресреќен доколку веќе имаше катни гаражи во клинички центар. Ја ќе бев пресреќен да кога гасните станици, ова што се расифа во април, немаше да се занимаваме со тоа. Ја ќе бев пресреќен кога би имале клиники, псијатрија, инфективна урологија, дигестивна хирургија да беа реновирани и се да беше добро и сега да зборуваме само за здравствени политики, да не се занимаваме со овие пожари кои што мораме да некако да превенираме, да изнајдеме решенија кои што се моментално најдобри и кои што решаваат не долгорочно, меѓутоа среднорочно решаваат проблеми. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за можноста.